Како пандемијата се уште го менува и му влијае на македонското образование? Значи вака, живењето во пандемија не зафати сите нас и веќе втора година, и кога размислиме вака, тоа е долг период, функционираме, сите обществени сегменти функционираат во услови на пандемија. Образованието не е имуно и има влијание и кај него. Како го промени образованието пандемијата? Го промени многу. Од еден класичен начин на функционирање, каде што наставата се организираше во училница, ние на брзина поминавме на учење на далечина. Поим што многумина од нас, додека не се соочија со тоа реалност, не беа ни свесни дека постои такво функционирање и делување. Сега, ова прашање отвора друго прашање. Колку ние успеавме успешно да влезиме, да го направиме тој период, да поминеме од класично образование во образование на далечина. И овде мислам дека ние малку како образовен систем залутавме. Вината не знам каде е и како е, но ете само за споредба ќе кажам. Во првите 10 дена кога се прогласи пандемија на светско ниво, Хрватска ја лансираше ја отвори својата национална платформа. Додека ние првата учебна година ја завршивме импровизирајќи учење на далечиња. Значи, наставниците и учениците контактираа преку медиумите и тоа кој како знае и како уме. Втората година ја стартувавме националната платформа, но за жал националната платформа ниту заживеа така како што треба, ниту пак наставниците добија соодветна обука и соодветна поддршка како да работат со таа национална платформа. Значи овде, не знам, не е овде зборот да се бара виновници или не, но факт е дека ние малку потешко се усогласивме со промените што ги донесе функционирањето на образовниот процес во време на пандемија. Какви промени почувствувавте кај децата? Еве конкретно кај вашите ученици од сопствено искуство. Значи сега ние се вративме, ова година имавме среќа да се вратиме во училницата. Промените се видливи и промените се драстични. Значи, учениците полека, но сигурно, седењето пред компјутер си го сваќаат како свое секојдневие и како своја навика, а додека навиките на тоа како треба да изгледа ученик во училиште, помалку се заборавени, социјализацијата исто така е сведена на едно пониско ниво и имаме некои проблеми во тој аспект и совладувањето и стекнувањето на знаењата може би оди малку потешко и ние како наставници сите се трудиме да имаме разбирање и се трудиме да го надокнадиме тоа што ете сме го пренеле и преку учење на далечиња, па се враќаме на поминатото, само со цел да можеме децата поуспешно да се вклопат понатаму во образовниот процес.